Животот е избор, а изборот е во нас. На прагот на 6-тите локални избори во Македонија, кои се закажани за 15 октомври, а ќе се спроведуваат на 3480 избирачки места во 80 општини, партиите пред нов предизвик. Како да ги убедат граѓаните да им го дадат својот глас? Довербата се стекнува тешко, но се губи лесно. Дали старо-новите кандидати за кусо време ќе успеат да ја стекнат или вратат довербата? Го исполнија ли ветеното оние кои по 1, 2 па и 3 мандати беа во градоначалничката фотелја? Длабоко зачекорени во 21. век, многу општини се уште живеат како во 15-тиот, без вода, пристапни патишта, неасфалтирани улици без фекална канализација. Оваа сурова реалност која ги мачи граѓаните ќе биде тест и за нив, но и за новите градски татковци. Добре дојдовте во 24 отворено, со мене во студиото. Вечерва се Љупка Гугучевска од Државната изборна комисија, Џабир Дерала од Цивил, Дарко Алексов од МОСТ, Дончо Герасимовски, поранешен шеф на Државниот завод за статистика. Добро вечер за сите вас. Гугучевска, спремна ли е Државната изборна комисија овој пат за едни фер без дамка избори? Организацијските и техничките подготовки за овие локални избори веќе се во тек одамна, од денот на распишување, па и пред тоа, веднаш по завршувањето на минатогодишните парламентарни избори, ДИК изврши евалуација на целиот процес, за да можеме научените лекции, односно пропустите кои што евентуално сме ги направиле за минатите парламентарни избори, да ги избегнеме на овие локални избори. Фер избори е широк концепт, тој опфаќа повеќе аспекти, како што се принципите на еднакво, слободно, тајно право на глас. Државната изборна комисија од самото распишување на изборите, сите активности кои ги презема се во таа насока, почнувајќи од изборот на изборните органи, односно општинските изборни комисии и избирачките одбори. Тоа е на база на случајен избор, од базата на државна јавна администрација. Потоа еднаков пристап за сите кандидати до процесот на кандидирање, еднаков пристап за сите гласачи до изборниот процес, вклучително и за гласачите со известен хендикеп. Оваа година имавме проект со кој што ја тангиравме пристапноста на избирачките места, а за прв пат ќе бидат испечатени и фолдери, специјални шаблони за гласачите со ограничен вид за денот на гласањето. Така што сметам дека сме подготвени Добро, за... теориски ова изгледа убаво. Да. Ние сме сведоци Македонија со какви се неизбори се соочуваше во изминатово десетлетие. Се надеваме дека дел од тие пропусти, кои што во некој дел беа и дел од пропустите на Државната изборна комисија, не зборувам само за политичката волја, оваа година ќе бидат надминати, ќе се навратиме подоцна на деталите. Дерала, наблюдувач на сите изборни процеси до сега, на поголемиот дел, какви избори не очекуваат? Според она што до сега го гледат. Ние ги наблюдуваме изборите далеку пократко време од колку што тоа го прави МОСТ, но сепак тоа што го правиме во изминатите години се разбира дека е комплементарно на сите наблюдувачки напори на другите организации и институции во земјата. Ние во Цивил не веруваме дека ќе има доволно услови за да се спроведат слободни, фер, демократски избори, бидејќи имаме неколку проблеми, имаме сериозен проблем во тој процес на одвојување на партијата од државата. Ние се уште имаме согледувања, низа согледувања, нашите наблюдувачи не се тргнати од теренот од декември нааму и гледаме дека злоупотребите продолжуваат. Постои огромен простор за манипулации, притисоци. Списоците се уште се актуелни. Избирачкиот список не веруваме дека е доволно добро завршен. Државната изборна комисија можеби прави и го препознаваме тој напор да направи што е можно повеќе за да обезбеди услови како најрелевантна институција во земјата. Меѓутоа имаме низа забелешки за тоа како тоа се одвива. Самиот избирачки список е се уште во лоша состојба и претпоставуваме дека на самиот ден на гласање ќе имаме можеби намалена, меѓутоа се уште ќе има ситуација во која граѓанки и граѓани не ќе можат да го остварат своето право на глас, заради тоа што системот не најде начин да го обезбеди правото на глас на секој граѓанин или граѓанка. Инаку да подсетам, државата има должност, обврска кон секој граѓанин или граѓанка да му го обезбеди правото на глас. Тоа во случајов не се случува.
во целост и тоа е Што ги подкрепувате овие тврдења дека не се случува во целост? Каде сте го Ако виделе ги тоа? погледнете наназад 5 од 6 референдуми на локално ниво кои се спроведува за зелените иницијативи, 5 ги наблюдувавме, вчерашниот во Новосело кој не успеа не бевме во можност да го наблюдуваме. Имавме ситуација во која што на сите места, без исклучок, речиси во секое избирачко место во кое граѓанките или граѓаните можеа да се изјаснат за зелените иницијативи, имавме најмалку по еден случај кој зборуваше за оваа ситуација. Тоа е само еден од примерите. Се разбира, постојат и низа други согледувања. Државната изборна комисија не е, за жал, институција која е поддржана од другите институции од системот. Постојат и проблеми во избирачкиот законник, кои треба да се решат во парламентот. Тоа Државната изборна комисија не може, за жал, без оглед на тоа што е на врвот на таа пирамида од релеванција во поглед на изборите, сепак не може до крај да ги заврши сите работи поради оневозможеноста од другите институции, односно од системот. Добро, ќе ве вратам подоцна. Дарко Алексов, најстарата организација која што ги следи изборите во Македонија, во сите досегашни циклуси бевме сведоци на многу неправилности, притисоци, подметнувања, подмитувања, семејства со придружба за гласање, значи семејно гласање, телефонски јавувања како потсетување дека треба да се гласа, па се до она што се вели државен интервенционизам во гласањето. Гледате ли сега поинаков наратив по промената на власта или проблемите остануваат? Бидејќи имаме во властија, сега би рекле, на локално ниво и на државно ниво. Токму со тоа и ќе почнев. Во принцип, на овие избори, тоа што е формално правно опозиција на централно ниво, е власт на локално ниво. Ова се локални избори, а не се, да речеме, национални избори, како што се тоа парламентарните или председателските избори. И самото по себе, оној горлив проблем на одвоеност на државата од партијата, кој што покрај централната власт беше многу застапен и на локално ниво, од страна на градоначалниците, администрацијата, а таа не е незначителна, значи ќе повториме како ингеренции на локалната самоуправа се и основните училишта, градинките, значи места каде што има сериозен, да речам, кампус на гласачи, сериозен кампус на вработени. Значи тој момент останува релевантен и актуелен и за овие избори. Односно, како раководителите на различните сектори во општинската администрација, како директорите во јавните предпријатија на локално ниво, како директорите во училиштата, како директорите на градинките, ќе се однесуваат, и кога велам директорите, со тоа не ги абстрахирам, односно не ги одвојувам вработените кои што се таму, и што всушност дали ќе го прават истото што го правеа во текот на кампањата и во текот на предизборието на предходните неколку изборни циклуси најмалку, или нешто тоа ќе се смени. Сведоци бевме во изминатиот период на посветеност од страна на владата во делот на незините заложби за одвојување на државата од партијата. Во изминатиот период исто така видовме нешто што до сега го немавме видено, кога говорите нели за новата, нели за малку изменетите услови, еве да кажам, или атмосфера. Имаме на една страна декларација од страна на премиерот заедно со владата, која што е упатена, повторно ќе повторам, само до оние кои што се на централно ниво, институции, јавни предпријатија, државни органи, органи формирани од државата и така натаму, нешто што не може да го таргетира и, односно да се однесува и на единиците на локалната самоуправа и незините ингеренции. А исто така подосна, една недела после тоа се донесе едно упатство, кое што е всушност операционализација на декларацијата. Сега, до сега, повторно ќе кажам, ваков концепт немавме видено. Останува да видиме како ќе биде
имплементацијата на сето декларации ние и до сега сме имали на Именно. поранешните избори, подпишувале и партиите и шефовите на партиите. Сепак... Добро, на ниво на влада сме имале само писмо од страна на премиер, максимум што до сега се случило. Значи, овдека е целата влада веќе. И тоа е план, тоа е дел од планот 369. Повторно за тоа реков на крајот, останува да видиме како тоа ќе се имплементира. Меѓутоа, тоа што е важно да го говориме во јавност. Не е да ја напаѓаме ниту локалната самоуправа, ниту централната власт. Во оваа фаза сите ние како луѓе кои што работат на оваа тематика мора да им објасниме на граѓаните кои што се дел од овој процес кои се консеквенците ако не се почитува законот и кои се консеквенците ако истите тие луѓе немаат познавања од последиците кои што може да настапат доколку не се почитува законот. Само како еден пример и тука ќе завршам како за почеток. Дел од градоначалниците и на минатите парламентарни и на сегашните локални избори го прекршуваат членот 8 од изборниот законник со тоа што после денот од кога важи забраната за промоција на нови проекти, тековни проекти или отварање на градежни работи или каков и да е друг тип на промоција, тоа го прават. Верувам и убеден сум дека дел од нив тоа го прават намерно, ама дел од нив воопшто не се информирани дека тоа не смеат да го прават. Што е повторно нивен проблем, меѓутоа само сакам да кажам за нивото на кое што луѓето и граѓаните се запознаени со оваа проблематика. И втората работа која што е клучна, а за тоа ќе се навратиме, верувам, и подосна малку кога ќе говориме за избирачкиот список, со оглед на составот и присуството во студиото, мораме да ги опфатиме избирачките одбори. Со оглед на тоа што оваа година беа реизбрани, односно избрани нови избирачки одбори, условно кажано, верувам дека дел од оние членови кои што и претходно беа во избирачките одбори од администрацијата и сега се избрани, меѓутоа вреди малку да поразговараме и да упатиме одредени информации до тие луѓе кои што веројатно ќе гледаат емисијата, затоа што сметам дека многу важно таа свест јавна не е на доволно високо ниво за да се знае што е исправно, а што не е. И тоа е се водено од оној пристап на неказнивост во минатото. Така. Герасимовски, подоцна ќе се навратиме на избирачкиот список, каде што ќе имаме доволно време да го изанализираме. Сега сакам да останеме уште малку на оваа тема што ја начнавме, која што е веројатно една од круцијалните во избирачкиот процес. Сведоци бевме на различни изборни процеси во Македонија. Дали оваа година имаме поинаков наратив во процесите или повторно ќе се бијат национални версус локални теми? Па во главном од она што е и во претходните циклуси, од она што е направено, тоа продолжува скоро во сите избирачки циклуси на да речам централно ниво, а во главном се спроведува и на локално ниво и имајќи во предвид сите состојби кои што се одвиваат, сметам дека тие може да се намалат или ублажат, али веројатно продолжуваат и во иднина со одредено темпо кој што го има. Според тоа останува сепак времето ќе покаже или она што е моментов присутно ќе видиме што ќе се случи. Каква изборна атмосфера очекувате во самото предизборие? Па, изборната атмосфера ќе биде секако како и во сите избори, независно дали се претседателски, парламентарни, локални, сепак постои одредена кампања која што е започна и така натаму кој ќе се одвива и сепак таа ќе има свое влијание на она што ќе биде од жестината од она што ќе биде спроведено во овој предизборен циклус, односно во овој предизборен период кој ќе почне изванично со денот на да речам на појавите кои што ќе бидат за самите локални избори. Добро, ја молам режидата да го подготви тонското парче од минатата сезона на Отворено, кога луѓе кои што се дел од овој состав, исто така пред избори разговаравме за тоа што се случува и што може да се случува на предстојните, тогаш парламентарни избори, како само би ја направиле паралелата меѓу сегашното и тогашното очекување во пресрет на изборите. Ова е пенкало. Добро. Или исто така и камера. Треба да знаат граѓанките и граѓаните дека доколку некој во некој изборен штаб кој е во близина на гласачкото место, треба да знаат дека снимањето во гласачкото место е забрането со закон. Извини, само каде е камерата овде? Камерата се наоѓа напред. Аха, тука напред.
во овој дел? Тука невидлива е, практично невидлива, дури за човек со добар вид. Мислиш дека со овие пенкала ги плашат граѓаните, дека можат да ги можно е да ги плашат, може да ги плашат или пак може да им кажат да ги носат за да можат да докажат потоа како гласале. Тоа е кривично дело. 500 денари е еден глас во многу места во земјава, особено во местата, во деловите од земјата каде што живее сиромашно или осиромашено население. Се работи за тоа дека тие луѓе можеби 500 денари не им чини ниту достоинството, ниту ништо од тоа. Меѓутоа 500 денари се 20 до 25 леба овој месец. И тоа им значи многу. 500 денари се многу пари за многу луѓе во Македонија, а токму ваквите злоупотреби, токму наметнувањето на едно жестоко темпо кој ја шокира и економијата и општеството, ги прави нив принудени да ја прифатат таа награда. Да, видовме кус исачок од тоа што беше лани пред изборите, дерало веднаш ќе ве повикам 500 денари глас, тајни снимања и така натаму. Ова се уште стои кај вас, кај вашите наблюдувачи како некаква потенцијална опасност? Тоа секако дека стои. Исто така кога зборуваме за структурата на системот, ние мора да знаеме дека избирачките одбори беа дел од нашиот извештај минатата година и дел од нив беа, мислам, над 120 случаи имавме во кои избирачките одбори не до крај се придржуваа кон процедурите, односно го кршеа изборниот законник со тоа што дел од нив беа регистрирани како пропагатори на одредена политичка партија. Понатаму, самиот подкуп на гласачи. Ние во моментов знаеме за тоа дека постојат два судски процеси кои се однесуваат на подкуп на гласачи, што конечно е разработување на системот. Минатата година ја видовме полицијата за прв пат после кој знае колку време да се обиде да ги спречи оние што подкупуваат гласачи и имаше 8 приведувања, 7 од нив беа верификувани, односно пријавени и од наблюдувачките и наблюдувачите на цивил. Понатаму ние имаме ситуација во која сега ќе се искористи и националистичко верската хистерија и ксенофобичната хистерија да се употреби и во изборниот ден. Секако дека ќе се притиска, да, секако тоа е еден поинаков аспект, меѓутоа на самиот ден на гласање тој притисок ќе биде исто така и на тоа ниво. Значи, оние кои не ќе можат да бидат подкупени, оние кои не ќе можат да бидат уценети да гласаат за оваа или за онаа политичка опција, тие ќе бидат заплашувани со некои многу по абстрактни теми, меѓутоа секако дека ќе биде сериозен притисокот. Очекуваме и низа други нерегуларности, 14 се категориите на број во нашиот формулар, кој исто така е онлайн, кој секој граѓанин или граѓанка може да го искористи за да пријави во цивил такви нерегуларности. Меѓутоа, да, за жал, ќе имаме такви и слични ситуации. Бугарскиот воз е заменет сега со електронски алатки. Значи, ова може да биде доказ за тоа дали некој гласал онака како што му е наредено или како што му е платено или ќе му биде платено. Гучевска што прави ДИК во рамки на своите надлежности за да може да ги спречи ваквите можни злоупотреби кои што во помал или поголем обем се јавувале и на поранешните избори? Од останатите соговорници беше спомнато дека оваа година избран нов состав на избирачките одбори, односно оние 3480 избирачки места ќе бидат покриени со нови избирачки одбори. Дел од нив секако се повторуваат, бидејќи оној дел од избирачкиот одбор, луѓето кои што се од администрацијата, можно е пак да бидат во избирачките одбори, меѓутоа наша цел е сите тие да бидат целосно, комплетно едуцирани за она што треба да го прават на денот пред изборите, се од моментот на прием на изборниот материјал, па се до моментот на предавање на изборниот материјал и записникот со резултатите од гласањето. Оваа година навистина подучени од претходното искуство, пак ќе речам, многу се посветивме на концептот на едукација на изборните органи. Имаме нови разработени прирачници за едукација, видео прирачник за едукација, меѓутоа присутни сме и на терен како ДИК, како стручна служба на Државната изборна комисија во процесот на едуцирање на избирачките одбори. Свесни сме за
недостатоците од минатите изборни циклуси кога се работи за едукацијата и затоа потенцирам дека таа е многу битна. Овде зборуваме и за политичка волја за организирање на фери демократски избори. Мислите ли вие дека кај партиите таа постои или сепак ќе биде злоупотребена во одредени сегменти? Секако одговорноста на сите чинители во изборите за фер избори мора да ја нагласиме. Тука не е само Државната изборна комисија, граѓанскиот сектор, медиумите, тука се сите учесници во изборите, вклучително политичките партии, па и независните кандидати, односно групи избирачи како учесници во изборите и граѓаните секако како директни учесници, односно гласачите кои на денот на изборите го обележуваат гласачкото ливче и го ставаат во гласачката кутија. Како ДИК ќе го забележува евентуалниот државен или локален интервенционизам во изборите? Тоа Државната изборна комисија прима приговори за вакви прекршувања на изборниот законник, така што имаат право политичките партии, коалициите, учесниците во изборите до ДИК да достават приговори доколку забележат вакви прекршувања на изборниот законник. Секако ДИК ги разгледува тие приговори и реагира врз основа на приговорите и доказниот материјал кој што е приложен. Дерала, ако сакате куса реплика или 34.800 луѓе ќе бидат инволвирани во избирачките одбори. Секоја чест ако мислите дека ќе можете да ги контролирате сите и се разбира, апелираме уште еднаш до вас во студиово, искористете ги сите ингеренции кои ви се дадени со изборниот законник. Овој состав на Државната изборна комисија по изборниот законник кој е донесен претходно ги има највисоките ингеренции. Не морате да чекате приговори од политичките партии. Значи, можете и сами да истрчате на терен и да ги барате сите прекршувања на изборниот законник, а секако дека тука сме и ние да ви помогнеме. Добро, Алексов, како што спомна и Дерела, има веќе 2 пријави за изборни нерегуларности, односно за подкупување, за давање подкуп за изборни гласови. Имаме и целен случај на СЈО, кој што се вика Титаник, во кој што се обвинети речиси целокупното раководство на една политичка партија. Мислите ли дека ако ова е делото на што велиме дека профункционирање институциите, дека овој пат ќе немаме таков обем на можни проблеми? Па ќе потсетам ако имаме и случај на пресуда против актуелен градоначалник во една општина за токму за подкуп во неговиот кабинет. Значи, па дури мост беше прозван во целата таа во целиот тој процес. Значи, мост беа како сведоци тамо повикани или како? Па не како сведоци, туку обезбедувачи на сведокот. Меѓутоа, нема да навлагам и нема да зборам што правиме, туку ќе го кажам следното. На граѓаните многу добро им е познат нашата бесплатна телефонска линија 080 080 080. Таа е активна 24 часа на ден. Секој ден во годината може да се јават да пријават се што е сомнително и се што е проблематично. Впрочем, и во минатото сме пријавувале многу работи кои што се однесувале на оваа проблематика. Тоа што исто така, значи бидејќи го спомнавте Титаник, е еден факт непобитен, а тоа е дека ако системот однатре е кршлив и ранлив и лесен за злоупотреба, ние однадвор, како чинители во тој процес, не можеме се да испаќаме и да бидеме свесни за сите евентуални злоупотреби кои што се случувале или се случуваат. Доказа тоа, впрочем, и Титаник, а во оваа фаза, ако веќе говориме за Титаник кој што предоминантно го таргетира избирачкиот список и интервенциите во избирачкиот список, можеме да кажеме дека овој избирачки список сега, барем оној во бројка кој што беше ставен на јавен увид, не знам дали го заклучивте, се уште не е заклучен за да се знае финалната бројка. Значи, овој избирачки список по пропорционалноста на зголемувањето на бројот на гласачи, гледано од 2006 чинам наваму, е со најмала бројка на зголемување на бројот на гласачи. Како го гледаме тоа, тука и професорот може да појасни,
го гледаме со природниот прираст на населението, тоа значи родени 18 години претходно, со починати во тековната година, и визави тоа ја гледаме апсолутната бројка во рамките на која што е зголемен избирачкиот список. Имам и некои бројки, ќе ги поразговараме подоцна. Со тоа не сакам да кажам дека избирачкиот список е добар. Значи, веднаш сакам да кажам дека ова што го гледаме во избирачкиот список е последица на систематско нефункционирање години наназад. Тоа го говориме, можеби, 15 години. И таа последица нити некој може, нити би се нафатил да ја среди за 1 месец, 2 месеца, 3 месеца, па и 6 месеци. Нашата заложба во оваа фаза од изборите значи во оваа фаза од тој процес беше тие 170.000 кои што се сметаа од страна на Државната изборна комисија како луѓе кои што се со привремен престој надвор од државата, и оние 30.000 кои што не беа воопшто ставени на избирачкиот список да не влегуваат во тој кампус од 1.550.000 кои што останаа на основниот, туку да бидат ставени на трети избирачки список. Зошто? Со тоа контролата и од страна на политичките партии, и од страна на членовите на избирачките одбори, а и од страна на наблюдувачите што се на избирачко место, и домашни и меѓународни, ќе беше поголема контролата и ќе имавме подобар увид во тоа кој гласа и како. Очигледно, и заради состојбите во собранието, а и заради состојбите со политиката, предпочитам, тоа не беше испочитувано за овие избори. Затоа пак ќе се вратам на избирачките одбори и пак ќе кажам дека сите оние кои што добиле довербата да бидат во избирачки одбори, без разлика дали се од администрација или од политички партии, значи да не заборавиме, таму само 3 членови и 3 заменици доваѓаат од администрацијата, а 2 членови и 2 нивни заменици доваѓаат по предлог на политичките партии, и сметам дека тука е клучниот проблем во обуката, и сметаме дека Државната изборна комисија требаше да донесе јасен став пред избори и да каже дека сите оние партиски членови кои што нема да ја поминат обуката и да бидат сертифицирани за тоа, нема да можат да бидат во избирачки одбор на изборниот ден. Зошто? Затоа што и од практични причини и искуствено во изминатите години сме максимално свесни дека избирачките одбори, политичките партии дури знаат да ги менуваат нивните членови избирачки одбори неколку дена пред самите избори. Богучевска? Токму сакав да се надоврзам на ова. Детектирано е ова како одреден пропуст и затоа оваа година сите оние кои што нема да ги такви се насоките од Државната изборна комисија и во самиот приручник за едукација, сите членови на избирачки одбори кои што нема да ја поменат обуката организирана од ДИК и од општинските изборни комисии, кои што нема да ги добијат потребните сертификати, нема да можат да бидат дел од изборната администрација, односно дел од избирачките одбори. Добро, но знаеме тоа како оди. Најчесто тие сертификати се даваат со притисок од партиите, притисок од членовите на Државната изборна комисија, бидејќи таму седат партиски членови во огромен дел. Мислите ли дека ќе успеете како комисија да одолеете на притисоците што се можни кај вас? Токму таа е интенцијата, да се издаваат сертификатите само на оние кои што се присутни на обуките и кои што ги поминале обуките. Тоа е интенцијата или така ќе биде? Така ќе биде, да. Добро, благодариме на ваквото. Герасимовски го спомнавме списокот, кој што е една од ракраните на овие наши изборни процеси. За бројки е лесно да се зборува, за луѓе е потешко да се зборува. Многу оцелени од Македонија, списокот и понатаму тука некаде. Едно ваше видување на тоа што станува со избирачкиот список и дали е можно да го прочистиме и за колку време, дали е за тоа неопходен попис? Како прво, нема идеален избирачки список. Тоа не може да се оствари, имајќи во предвид сите активности кои што стојат и променливи од карактер на сите критериуми и параметри кои што влегуваат во изработката на избирачкиот список, бидејќи тоа е секојдневна појава која што се случува. Од тука бара секако едно ажурно следење, кој што зависи во најголем дел, каде што со години се говори функционирањето на институциите во системот. Како од она што се бараше за прочистување и впарување на одредени податоци за парламентарните избори од 10 на 13 институции, каде што со впарувањето се дојде до согледување дека нешто не е во ред со изработката на избирачкиот список, односно недостасуваат или има повеќе од она што треба да биде. Во таа насока е секако тоа ќе останува и натаму проблем, но сметам дека во
делот кој што беше направен сепак со парламентарните избори, направен еден исчекор напред и доаѓа до одредени прочистувања, но секако има уште многу појави кои што треба да бидат. Бројката која е застапена во избирачкиот список е бројка која што секако е различна од она што се очекува во однос на бројот на население. Тоа значи попис е едно, избирачки список е друго, државјани, возраст и така натаму, согласно членовите кои што се дадени во избирачкиот список, односно во изборниот закон, кој се има право државјанин, возраст и така натаму да учествува. Проблемот е отворен, секако што го поставивте како прашање на иселувањето на населението од земјава, претежно на младото население. Бројките се неумоливи, имаме од Светска банка, од разни асоциации на Европска унија, на Евростат и така натаму, кои што говорат дека голем број од населението на земјава се наоѓа надвор од земјава. За жал, такви податоци во државава на ниво на институции не постојат, за разлика следејќи генерализирајќи податоците на други земји, да не речам, каде што се знае во текот на годината и колку се доселили, колку се иселили и по кој критериум, дали се тие внатрешни, надворешни миграции. Меѓутоа, кај нас од заминувањето надвор од земјата не постои. Од тука би преминал само една дефиниција на Обединетите нации во препораки, пример за попис. Секој граѓанин или човек треба да се опфати во попис еднаш и само еднаш. Тоа значи да не дојде дуплицитет. Тука е проблемот во однос на изработката на избирачкиот список на сите оние државјани кои што стекнале право на глас, дали се во земјата или не. Пред малку добро спомна Дарко, дали се тие на категории во избирачкиот список, да знаеме точно каде се наоѓа населението, односно државјаните на Република Македонија кои што се со право на глас. Од тука произлегува дека тие се одредени потешкоти, доколку сите се во купот на 1 до 1.800.000 колку што се сега во избирачкиот список, секако ствара еден проблем. Ние во една емисија и за парламентарните избори говоревме дека тие бројки се малку неумоливи во однос на докажувањето на што е направено. И тога се сомневавме не на 180, ако добро се сеќавате, на околу 300 избирачи кои што се во избирачкиот список, кои што се стават под сомнеш за да се впарат од различни параметри и критериуми кои што може да се анализира да видат. Пописот секако има силно влијание врз бројната состојба на населението, кој што е во вкупен број само население во земјава по оние критериуми што ги дава меѓународните препораки за попис, изработени од Евростат, односно од економскиот и социјалниот совет при Обединетите нации, кои што земјите го применуваат. Меѓутоа, разликата постои меѓу законот за попис и законот за изборниот законник во односно, па тоа знаеме, над 18 години или вкупно на се. На сето она што го поставите ако прашање во однос на иселувањето, има една бројка која што секако интересна за јавноста, каде што е објавено, односно јас имам анализирано, ако имате во предвид дека годишно негде околу 5000 живородени деца се раѓаат надвор од земјата, рачунете која таа бројка која што има, а беше дотакнато што со она што било до вчера и што денеска треба да учествува во бројот. Вкупниот број нека биде во избирачкиот список, имајќи во предвид наталитетот, морталитетот или природниот прираст на населението во подолг временски период. Еве само кратко во тоа однос беше за тоа што можеме да го во почетокот на учебната година во уписот на прво оделение фалат некаде околу 2333 живородени деца кои што требаше да во прво оделение од периодот на 6 години. Истото може да се случи овде. И уште еден друг карактеристичен параметар. Само во 2015-16 година од она Дарко што го рече во претходен период се исполниле 18 години е следно во 42 општини, тоа е веќе 50,55% на речем од општините во Република Македонија. Само 2015 и 16 имаат намален природен прираст. По региони да не ги коментираме, бидејќи бројките се неумоливи, велам, али тоа е во предвид на Државната изборна комисија, во тие бројки што ги има и во парувањето на што е со нашите, поготово е најголем проблем со диаспората во однос на иселување. Гугучевска, кога ќе ги слушнеме овие анализи, некако ни доаѓа нелогично да кажеме дека Македонија има 1.800.000 речиси гласачи, па сепак сите тие стојат на списокот. Има ли фантоми на списокот? Вака, Државната изборна комисија го води избирачкиот список врз основа на изборниот законник и со податоци кои ги добива од Министерството за внатрешни работи, од Управата за водење на матичните книги и од основните судови во Република Македонија. Овие податоци од МВР 4 пати годишно се доставуваат до Државната изборна комисија, а пред распишување на избори
се доставуваат на наредниот ден од денот на распишување на изборите. И тука има неколку критични датуми. Значи, на денот на распишување на изборите, податоците во списокот кој што се става на јавен увид се со податоци со гласачите на денот на распишување на изборите. Оние кои што ги исполнуваат критериумите согласно изборниот законник да бидат запишани во избирачкиот список, односно имаат важечки документ за лична идентификација. Потоа, пресекот на починати гласачи 30 дена пред денот на распишување на изборите и гласачи кои што ќе наполнат 18 години заклучно со денот на изборите. Значи, тие се три критични датуми, три категории на гласачи кои не правите вкрстување на податоците што ги добивате од различните институции за да се види точната бројка? Вака, оваа бројка се става на јавен увид, каде што секој граѓанин може да провери за себе дали е запишан во избирачкиот список и дали е запишан со точните податоци. Додека трае јавниот увид, во тие 20 дена Државната изборна комисија на дневна основа го ажурира избирачкиот список. Тоа значи дека ново пристигнатите службени евиденции за починати гласачи се земаат предвид и се вметнуваат овие измени во избирачкиот список, а во меѓувреме гласачите барањата за запишување, за промени и за бришање во избирачкиот список може да ги поднесуваат до ДИК и со соодветната документација по тие барања се носат решенија и овие промени се афектираат во онаа финална верзија на избирачкиот список. По завршувањето на јавниот увид, списокот се дава и на увид и на политичките партии. Тие можат исто така да доставуваат барања за бришање, за запишување, за промени во избирачкиот список, по кои барања ДИК носи одлука и се заклучува избирачкиот список. Добро што направивте годинава, со колку повеќе помалку луѓе се заклучи избирачкиот список? Вака, избирачкиот список ќе биде заклучен најдосно до 24 септември. Состојбата по јавниот увид е 1.814.624 гласачи. На јавен увид списокот беше ставен со 1.816.127, значи имаме околу 2.000 гласачи помалку состојбата по завршување на јавниот увид. Добро, Дерала, гледам коментиравте во текот на... И во 2016 година имавме еден период на, би рекол, општа забава со тоа кои се си најде разни пријатели или непријатели или пак непознати другарчиња на собствените адреси. Во јавниот увид се предпоставувам дека Државна изборна комисија очекуваше дека повеќе граѓанки и граѓани ќе се обидат да помогнат во ова, меѓутоа очигледно е тоа како помина избирачкиот список и оваа постапка во 2016 година дека значајно влијаеше и на довербата на граѓанките и граѓаните и тие не сум сигурен дека во задоволителен број се одзваа на вашата покана и ние апелиравме во 2 или во 3 наврати, ако се сеќавате, во поддршка на Државна изборна комисија да се вклучат граѓанките и граѓаните, да се обидат да му помогнат на ДИК да го исчисти избирачкиот список. Меѓутоа, еве во овој момент, додека ние разговараме овде, доаѓаат, сигурен сум, пријави од луѓе кои решиле да не контактираат нас со скриншотови од тоа дека и покрај нивните реакции до ДИК, до надлежните, до полиција и така натаму, до матични служби, се уште имаат гости под наводници. Бугучевска до кога може да трае поправката, да исправката на овие работи? Да, заврши јавниот увид заклучен со 9 септември. Сега, како што реков, во моментов е на увид на политичките партии и избирачкиот список. Во однос на проверката, односно увидот во избирачки список, оваа година имавме неколкукратно зголемување на интересот на граѓаните во однос на минатата година. На нашата електронска интернет апликација над 203.000 граѓани проверија дали се во избирачкиот список, додека во нашите подрачни оделенија и канцеларии нешто над 20.000, што е пак ќе речам неколкукратно зголемување во однос на минатите избори, меѓутоа се уште треба да се работи на подигање на свеста на граѓаните дека и тие лично може да учествуваат во ажурирањето и водењето на избирачкиот список. Немаше политичка волја за овие 170 плюс 30.000 да бидат на посебна листа повторно или на трет список, како што рече Алексов? Минатата година имавме една специфична ситуација. За предвремените парламентарни избори беа донесени измени на изборниот законник кои што важеа само за овие избори. Односно со објавувањето на конечните резултати престанаа да важат овие одредби од изборниот законник и се вративме на ажурирањето и водењето на избирачкиот список онака како што беше претходно.
Според службената евиденција која од МВР ја добива Државната изборна комисија, во моментот на јавниот увид имаше 85.507 иселени гласачи, кои што се ставаат на посебен извод на избирачкиот список. Состојбата по заклучување на избирачкиот список ја видиме, меѓутоа за сега 85.507 службено се иселени и се водат на посебниот извод. Тоа е надвор од овие 1.800.000 што ги споменавте како затворени или во тие? Во тие, да. Добро, Алексов? Колку беа на минатите избори иселени на другиот избирачки? На посебниот извод 170.000. 172. Така е. Вака сега најпрво да кажам една битна информација која што јавноста не знам колку ја знае, тоа е дека тоа што е сега во собственост на Државната изборна комисија, претходно на Министерството за правда, а тоа е алатката избирачки список.gov.mk, во 2005 година е дело на граѓанската асоциација МОСТ, значи комплетниот софтвер, хардвер и се останато е даден во овие цели и јас сум многу среќен што еве после 12 години повеќе од 200.000 луѓе ја искористиле оваа алатка во која што ние сме вложиле и труд и енергија и знаење за да ја користат и да ги проверат своите податоци. Чинам дека ова е најголемиот број на граѓани кои што се провериле во избирачкиот список во изминативе 12 години, што е максимално позитивно и е во насока на тоа за што треба да служи оваа алатка. Тоа е едниот момент. Вториот момент е поврзан со бројките. Значи, тргнавте со 1.816.000, дојдовте на 1.814.000, потоа ние што го видовме се приближуваме до моментот на изборите, до бројката која што заедно со овие 170 и со оние 29.000 кои што беа отстранети од избирачкиот список, ја постигаме бројката од декември 2016 година, а знаеме дека има поминато 10 месеци или еве да кажеме 3/4 од годината до денот на заклучување. Зборам сега од критичната дата на заклучување на избирачкиот список во 2016 до критичната дата на заклучување на избирачкиот список во 2017 се поминати 10 месеци, може и повеќе. Ако сега кажеме една информација на тоа како е зголемуван бројот на избирачи во изминатите, ќе почнам од 2006 до 2008, значи за 2 години зголемен е за 37.600 за 2 години. Од 2008 до 2009 е зголемен за 13.000. Од 2009 до 2011 за 2 години е зголемен за 29.000. Од 2011 до 2013 е зголемен за 49.000, значи скоро 50.000, и тоа 54.000 се ставени пред во 2012 да се отстранат сите оние кои што немале биометрија. Сега нема да кажам дека е добар избирачкиот список во нито еден момент, за тоа што прво не знаеме што точно има внатре. Знаеме дека има сомнителни комшии, ама пак е тоа благодарение на транспарентноста на избирачкиот список и на сите оние одредби кои што се во изборниот законник. И добре кога го знаеме тоа. А за тоа како ќе го поправаме треба да биде неизборен период и треба да биде година во која што ќе може да се седне и да се обезбеди таа политичка волја, а не политичките партии да си го терат нивниот интерес. Значи 36.000 од 2013 до 2014, значи зборам за апсолутна бројка на зголемување. При тоа не ја вадам значи не ја земам во предвид тоа како одело зголемувањето на популацијата, односно оној негативен контекст на наталитет во 18 години претходно во однос на тоа колку луѓе починале во тековната година. 2014 до 2016 33.000, значи во просек годишно сме имале зголемување во просек некој од над 15.000, а сега имаме 2.000 за 10 месеци. Сега ако остане вака ќе нема да имаме ни 2.000, ќе имаме помалку од 1.000, затоа што во 2016 кога ги соберете добро, на што се должи ова? Па сега тоа треба да ни објаснат веројатно тие кои што го раководат избирачкиот список, а тоа не сме ние, тоа е Државната изборна комисија и Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа во секој случај ваквите зголемувања кои што беа актуелни во минатото, за овие избори ги нема. Герасимовски, едно толкување на ова што го начна Алексов како тема? Бројките реков дека се малку тешко за оперирање или за анализите се многу јасни, доколку се имаат во предвид
природниот прираст на населението, односно наталитетот, морталитетот и доколку се има во предвид иселувањето од земјата. Меѓутоа, во избирачкиот список се едните и другите и во земјата и надвор, како што веќе кажам. Ако го следиме со години наназад, јасно е дека наталитетот и на оние со 18 години се намалува, држи некако наца. Но морталитетот опаѓа и воглавном умрените лица се сепак на поголема, повисока старосна граница, отколку оние што се до 18 години. Според тоа, аналогијата е дека бројот на умрените е поголем во однос на повозрастните помладите. Тоа автоматски доаѓа до согледување состојбата дека бројот, точно е на Дарко што кажува, нелогичноста во бројот на податоците кои што се добиваат од еден циклус до друг, или мерејќи ги... Со постојан пораст на... Да, со постојан пораст и добро, бројките се многу повисоки од она што може да се очекува. Вие може да рачунате дека природниот прираст на населението кој по природен прираст... Добро, што значи тоа, дека вештачки се ставале луѓе во избирачкиот список во овие години изминати? Тоа се испитувањето на фантомските гласови, тоа се испитувањето на дупите лични карти, тоа се испитувањето на системот на улици, тоа се проблемите кои што се појавуваат во самата изработка на сите параметри во избирачкиот список што може да се појават. Тие се констатирани во изминатите периоди дека има и дупли лични карти. Тоа е констатирано дека не ги менуваат граѓаните местото на постојано живење, за да може да бидат опфатени во една средина. Тоа покажува дека улиците дали се во ред или не, па како ќе се појават и се она што е присутно. Според тоа се основните обврски и согласно изборниот законник и согласно институциите, пак велам во системот, како надлежните субјекти ги водат сите овие појави. Појавите има, да речеме, вие рачунете, ако посматрате една појава, кажав број на живородени деца во странство, колку се, меѓутоа рачунете колку пак се пријавени од умрени во странство, минимално. Дали сето тоа е ажурно до крај? Дали се пријавуваат сите случаеви и така натаму? Ви имате повисок природен прираст на населението во странство, на нашите иселеници кои што ги имаат, според податоците што ги биваме, меѓутоа и тука има одредени законски појави кои што не се усогласени до крај. Случаевите од странство по матично работење се бележат во нашите матични книги. Се следат по препораките на Евростат, на Европската унија и така натаму само случаеви во земјата. И тука доаѓа до различни параметри на овие состојби. Пријавувањето и така натаму, и тоа доаѓа до сомнеш точно на овие зголемување на бројките, дали е таа стварна веродостојна. Алексов Дерела, сомнешот за зголемување на бројките е дело на поширок државен интервенционизам за оно што го зборевме како изборни манипулации. На тоа сугериравте? Да, ние знаеме дека во изминатата деценија имавме киднапирана држава во која тие што ја киднапираа државата секако дека не седеа со скрстени раце, туку интервенираа и во законите и во сите области, а секако и во изборите. Ние знаеме дека имавме практично секоја година и пол дена имавме во просек, нели, имавме изборен процес. Во тоа значи дека изборните процеси станаа важни за структурите кои ги злоупотребуваа државните институции. Добро, предпоставувам дека граѓанките и граѓаните добро знаат за што зборувам. Значи, јас само ќе појаснам неколку работи кои што професорот ги начна. Тоа е дека избирачкиот список не се само лични карти. Избирачкиот список не е само државјанство. Например, кога се правеа вкрстените проверки, се испостави дека многу луѓе на избирачкиот список и немаа лична карта, туку по автоматизам беа запишувани. Велам во минатото. Како е сега, повторно ќе кажам, не знаем. Сакам да кажам дека неколку институции и неколку процеси во рамките на системот не се добро исинхронизирани и не се комплементарни и поради тоа настануваат големи проблеми. Како, например, номенклатурата на улиците, честата промена на улиците, во многу дебати, во предизборието, предвремените парламентарни избори, давав и конкретни примери за тоа како се менувани улиците и како се прават преклопувања на адреси и на живеалишта, кои што и физички не се на исто место. Ме разбирате, ако една улица носела име на едно место, сега ги имаме истите редни броеви на сосема друга локација, бидејќи таа улица е сменета со едно име, а името од таа улица е префрлено на друго место. Уличниот систем е проблем. Уличниот систем е измешан. Сега, тука е и катастарот. Тука се и единиците на локалната самоуправа и начинот на кој што пак они пристапуваат кон измената на улиците. Знаете како е?
Ако мојата улица се менува на 7-8 години, а моите лични документи важат 15 години, јас сигурно нема на секоја промена на името на улицата да одам и да ја менувам личната карта, затоа што под А тоа изискува време и под Б тоа изискува финансиски средства. Има држави каде што ова е многу елегантно решено, а тоа е дека доколку локалната власт сака да го смени името на улицата и ќе се ги сноси трошоците кои што се поврзани со таа промена на улицата. Во пакет, значи за сите жители во таа улица ќе им даде средства за да може да се ги сменат личните документи. Ние сме уште далеко, очигледно. Тоа се надеваме дека во наредниот период ќе можеме, значи, да начекаме без подолг период без избори, каде што верувајте дека многу прецизно ќе ги отвориме сите овие работи, не само на една емисија, туку и во малку поширока национална дебата. Добро, прашање е дали ќе биде подолг период без избори, тоа е за друга дебата. Гугучевска, сакавте и тука некаде да го затвориме прашањето на списокот. Така, сакав да се надоврзам на соговорниците, дека токму тоа се постигна со вкрстените, административните и теренските проверки на избирачкиот список од минатата година. Државната изборна комисија со овие проверки даде една диагноза на состојбата на податоците во избирачкиот список. Овие извештаи, иако сега не се имплементирани во состојбата на овој избирачки список за локалните избори, се уште стојат на располагање. Можеме да се надоврзуваме на нив, да надградуваме, меѓутоа, како што рекоа и соговорниците, за тоа да причекаме да завршат локалните избори, најдобро е да имаме еден подолг временски период за да можеме да се посветиме на решавање на овие системски прашања, бидејќи тие се од интерес за сите. Добро. Тука ви односно информирање, сепак од оние сознанијата кои што говорат и така натаму за големината на избирачкиот список е сепак во прашање државјанството. Едно од прашањата во институциите на системот и надлежниот субјект кој што ги издава државјанството е, сметам, моје лично мислење за преиспитување. Дали сите државјанства што се доделени во Република Македонија се согласно законот и така натаму, бидејќи да веројатно во периодот кога се издават државјанството, кога излезе законот и така натаму, постоеа различни моменти, кој е во земјата, кој е надвор, живеел, не живеел, престоил, не престоил и така натаму, е момент кој што треба точно оваа бројка да се верификува на големината кој што ги има. Бидејќи вие ако рачунате со број на државјанство и број на население, тоа ќе дојде со до население 2,5 милиони Македонија, проценките се на 2 милиони и 72 жители. Така. Со состојба 1.1.2017. Герасимовски, ви благодарам. Водиме во вториот дел од дебатата, тоа е каква кампања не очекува, што ќе бидат главните теми, кус разговор со политиколозите. Во Македонија валканата политичка игра е невозможно да се избегне. Ние живееме еден политички дискурс во кој главните политички партии се гледат низ оптика на нишан само. Така што мислам дека секако ќе имаме една валкана кампања, но мислам дека особено онаму каде во трката се вклучени поранешни градоначалници, голем дел од нивниот предизборен наратив ќе се фокусира на нивните постигнувања. Така што ќе биде некаков микс. Мислам дека овие кандидати во најголем дел од СДСМ кои претендираат да освојат нови мандати ќе тераат некаква кампања врзана за општата политичка ситуација, што право ВМРО во минатото, обвинувања за корупција и така натаму, така што без негативна кампања нема да помине. Референдумот нема да влијае на излезноста за локалните избори. Излезноста на локалните избори може да влијае на излезноста на референдумот. И мислам дека се тие затоа закажани таму за да имаат поголема излезност, бидејќи луѓето би излегле секако заради локалните избори да гласат. Инаку референдумите имаат многу мало влијание, тие се релативно смешни, бидејќи се работи за 23 мигранти на пример, од кои 18 се деца. И мислам дека тие во основа немаат никаква политичка тежина, но се обид од страна на ВМРО-ДПМН е да го премести наративот во некакви национални ксенофобични теми кои повеќе му одговараат од што да се бавиме со наводите за корупција во минатата власт. Така што мислам дека е тоа повеќе во таа насока и мислам дека нема да влијае многу на локалните избори. Да, тука се начна прашањето и за оние паралелни референдуми кои што ќе се прават паралелно практично со локалните избори. Дали тие можат да го сменат наративот на изборите? Прашање за Дерала и Алексов. Алексов, добро. Се работи за тоа што и на овие локални избори гледаме едно наметнување на теми кои имаат национален карактер. Имаме ситуација во која што одредени политички структури, политички партии наметнуваат страв, говор на омраза, ксенофобија, исламофобија и се обидуваат да ги
кренат тензиите на етничко и на верско ниво во земјата, за да можат на тој начин да наметнат една друга агенда, а не да се занимаваат со локалните проблеми на локалните гласачи. Со ова опасно се внесуваат нови преседани, бидејќи има нови моменти, ова со бегалците. Во моментов мислам дека има дури 13, во моментов се 9 бегалци во Македонија. Ние за тоа имаме 12 месечини или 13 референдуми распишани. Прво и основно треба да се знае дека во Законот за локална самоуправа, член 71, постојат одредби кои на градоначалниците и на општинските власти воопшто им наметнуваат одредени динамики и обврски кои тие не ги имаат исполнето во моментов. Локалните власти ги немаат исполнето во однос на процедурата за распишување на референдумот. И исто така, треба да се знае дека институциите... Добро, ако е тоа така, тогаш требаше веројатно ДИК да интервенира и да ги... Веројатно Државната изборна комисија би требало да се произнесе со извесен став, па може би дури и да интервенира подиректно и по категорично, предпоставувам дека имаат некој план. Референдумите на државно и на локално ниво се организираат целосно во согласно со Законот за референдуми и други облици на граѓанско изјаснување. Овој закон им дава можност на советите на општините да распишуваат референдуми на локално ниво по сопствена иницијатива и на предлог на најмалку 20% од граѓаните на општината. И сега Советот може да распише ваков референдум на локално ниво за прашање од своја надлежност за кои со закон е надлежен да одлучува. До овој момент Државната изборна комисија се уште нема расправано по конкретните распишани референдуми. Очекува ДИК советите, односно локалните самоуправи, овие своји одлуки да ги објави во службените гласила на општината и да ги достави до ДИК, за да може ДИК понатака и да расправа по овие прашања. Да се признесе дали тие ќе се одржат истовремено со датумот на одржувањето на изборите или дали воопшто е запазена процедурата на распишување? Да, секако јавноста ќе биде запознаена со насоките на реагирање на Државната изборна комисија, но секако очекуваме службено да ни се достават овие одлуки од страна на советите на општините. Алексов, дали референдумите се упат во изборниот процес или се само обид за дефокусирање на вниманието на јавност? Меѓу другото, едното и другото, меѓутоа од аспект на принципите по кои што се водиме како организација, ние нема да го коментираме моментот на тоа што и како влијае врз кампањата. Можеме да кажеме само каква кампања очекуваме. Една работа е многу важна да се напомена, тоа е дека кога е во прашање локален аспект, емоциите се многу повисоки, локалните интереси се многу поголеми и со тоа и тензијата е зголемена. Значи, едно е кога говориме за национални избори, друго е кога говориме за локални избори. Локалните прашања, верувале или не, без разлика на тоа колку и какви референдуми ќе се одржат на локално ниво, и те како ќе бидат предмет на работа на кандидатите во изборите и на промоција или напаѓање на одредени завршени, односно незавршени работи. Меѓу другото, сметам дека е многу важно за граѓаните да го разберат концептот на овој изборен процес, што најверојатно има и политички партии на кои што тоа не име во интерес, а има политички партии на кои што тоа име во интерес, да го разберат концептот, а тоа е дека ги бираат оние луѓе кои што треба непосредно да им го олеснат животот од аспект на инфраструктура, од аспект на оној ваш влез во емисијата, а тоа е дали во одредено во одредено село или во одредена општина има фекална канализација, дали има патна инфраструктура, дали има електрична мрежа, дали има, значи, се среќаваме со најразлични модалитети и тоа е тоа што всушност е темата на локалните избори. Добро, дали може да го поместат изборниот резултат, да речеме референдумите? Дали може во таа мера да влијаат? По прашање на референдумите, една работа која што јас ја гледам како предизвик за изборниот ден е чекањето на редот. Значи, пазете, референдумите не знам дали ќе може да се одржуваат во истите простории каде што ќе се одржуваат и ќе се одржува и гласањето. Значи, ќе треба можеби да бидат и физички на друга некоја локација. Не знам, не ги знам точно. Ова е многу важно прашање. Значи, можеби ќе ни појасни Гугучевска. Значи,
дали смеат да бидат во истото, да речеме, знаеме дека во училиштата претежно гласа. Дали во училиштата ќе им биде дозволено да го организираат референдумот во некоја друга просторија. Тоа е едниот момент. Вториот момент е сега не зборувам за политика и нема никогаш да зборуваме за политика, повеќе зборувам за техничките аспекти од имплементацијата на една таква операција. Што би значило тоа за граѓаните? Дали тоа може да предизвика хаос во избирачките места, значи да предизвика отежнување на процесот на гласање и така натаму и така натаму. Кој за кого ќе гласа? Кој ќе гласа на референдум? Дали ќе има референдум? Тоа сепак е законски решено и Државната изборна комисија. Добро, јасна е интенцијата на референдумите, барем од политички аспект, барем за тие што ја следиме оваа проблематика. Гугучевска, во однос на техничките прашања кои што беа спомнати, законот не дава ограничување било да се работи за референдум од локално значење или за републички референдум, тие да се одржат на истото гласачко место. Сега предвидува законот не дава ограничување. Може да биде и истото, може да биде и наразлично. Така, избирачките места се утврдени со описите кои што Државната изборна комисија ги утврди со решенија. Значи, се познати се описите на сите 3480 избирачки места, како и објектите за гласање. Сега дали во ваков случај хипотетички, доколку имаме и референдум и избори, ќе биде во истиот објект, но во две различни простории, доколку дозволува да речеме просторијата има доволно простор па да се одржи во иста просторија, се уште реков дека не е расправала по овие прашања, меѓутоа мора да се држиме до описите на избирачките места кои што во моментов се на сила. Значи, вие тоа го сметате како чисто техничко прашање, ако можам да сватам. Да. Само малку. Во Законот за локална самоуправа пишува дека ваков тип на иницијативи локални си се на трошок на локалната самоуправа. Државната изборна комисија нема ингеренции во правењето на избирачките одбори, единствена техничка помош е избирачкиот список и евентуално во овие 5-6 зелени референдуми веројатно беше и кутијата и така натака и така натака. Значи мора да има не само физичко разграничување помеѓу двата процеси, туку треба да има и финансиско разграничување помеѓу двата процеси. Жалбите и поплаките и проблемите кои што може да настанат на ниво на референдум, со жалбите и поплаките кои што може да настанат на ниво на локална самоуправа. Проблемите и евентуалните влијанија на самото избирачко место, значи, мора да бидат одвоени, а ако законот експлицитно не го кажува, тогаш еве неколку точки кои што јавноста треба да ги знае, а тоа е дека не е баш така едноставно да ги ставиме сите во една просторија да гласаат. Ова значи, Гугучевска, дека се уште немаме одлука дали референдумите ќе се одржат и на 15 октомври и во кои простории или само за просториите? Во однос на, само да се надоврзам во однос на трошоците, да, добро. Така е, трошоците за референдум на локално ниво ги сноси општината, меѓутоа исто така и трошоците за локални избори паѓаат на товар на општината, освен трошоците за изборен материјал кој што се натовар на републичкиот буџет, односно буџетот на ДИК. Така што за овие локални избори би рекла товарот е финансиски, како и организацијски, да е децентрализиран, односно паѓа на општините или пак на општинските изборни комисии во делот на организирање и спроведување на изборите на територијата на нивните општини. Добро, за датумот на изборите? Во однос на овие прашања, рековме, советите имаат право да распишат референдум, да ја објават одлуката за негово распишување во службени гласила. Помеѓу тие два датуми не смеат да поменат 20, помалку од 25 дни, повеќе од 40 дена. За останатите прашања, кога ќе ги добиеме овие одлуки, ДИК секако ќе да кажете, Дерал? Јас не сум правен експерт, меѓутоа членот 71 од законот што го спомнав за локална самоуправа, во само првиот став ќе ви го прочитам за да не бидеме здодевни. Градоначалникот е должен во рок од 10 дена од денот на нивно објавување, во овој случај од референдумот, да ги достави прописите на општината до Министерството надлежно за вршење на работите на локалната самоуправа. Значи овде треба да го побараме и Министерството за локална самоуправа да се изјасни дали и како течела процедурава во согласно со законите. Ние досега во јавноста не видовме ништо, освен тоа што добро Државна изборна комисија очигледно работи на оваа тема и веројатно ќе се произнесе, меѓутоа каде е и министерот. Со овие референдуми се отвараат сериозни преседани кои и во правната сфера, освен во политичката, можат да предизвикаат сериозни турбуленции. Добро. Да не зборувам за тоа дека може во еден момент да се отворат прашања од типот на федерализација. И тие веќе да бидат како кукавички гнезда сместени во правниот систем и во правната пракса во Македонија.
а потоа ќе се чудиме што се случува. Ви благодарам за сега. Тука одиме со првиот и единствен сет реклами во оваа емисија и се враќаме со финалето на дебатата и прашањата од публиката. Во 24 отворено, покусата пауза за реклами, се враќаме со нашите соговорници Љупка Гогучевска од Државната изборна комисија, Џабир Дерала од МОСТ, од Цивил, Дарко Алексов од МОСТ. Се извинувам, вие сте можеби конкурентски наблюдувачи, но секако се работувате. Никако конкуренција. Не сте, добро, тоа е одлично. И Дончо Герасимовски, поранешен директор на Државниот завод за статистика. Сега е време за публиката. Ја вклучувам со прашањата кои што тие ги имаат за нашите гости. Повелете. Здраво, јас сум Дарко и сакам да поставам едно кратко прашање. Зашто се гласа за партија, а не за личност? Добро, тоа е едно вечно прашање, особено кога можеби кај градоначелниците е малку поразлично, но сепак постои едно општо прифатено мислење дека повеќе се гласа за партија отколку за личност. Една извонредна кампања пред неколку години во која јас бев и соработниките. Па мислам дека може да одговорим на тоа прашање. Секако е принципиелно, а во самото прашање е содржан и дел од одговорот. Македонија има изборен модел на затворени пропорционални листи. Тоа значи дека ние тука гласаме за партија, односно за лого.
тоа ќе биде случајот на овие избори со листите за советници во општините, додека градоначалниците ги бираме на мнозински систем. Сега, конкретно за локални избори баш и не е апликативно прашањето, меѓутоа повеќе од 7 години веќе застапуваме идеја на отварање на листите на национално ниво, значи кога се во прашање парламентарните избори. Тоа ќе биде исто така една интересна работа со оглед на тоа дека сегашната власт и во предизборието и во рамките на програмата најави дека ќе ги отвори листите и дека ќе го редефинира или ќе го реструктурира моментот со изборните единици во Република Македонија. Нормално во еден ваков предизборен период не можеме да очекуваме ништо повеќе, меѓутоа зошто се гласа, можам да ви кажам веднаш дека една од придобивките на политичките партии од моменталниот изборен модел е тоа што уште на самиот почеток се ствара оној клиентелистички однос и ако можеме да видиме тие кои што ги представуваат граѓаните во рамките на парламентот конкретно, многу ретко се грижат за интересите на гласачите од нивната гласачка единица или од градот од каде што живеат, напротив, многу повеќе ја слушаат партијата за тоа што има да им каже. Овој парламентарен состав има можеби можност да покаже и нешто спротивно од тоа, меѓутоа искрено, искуствено наназад го следим и собранието 15 на години, можам да кажам дека не е многу за очекување. Значи единствениот начин за тоа да држиме некого одговорен како граѓани е ние да го одбереме оној од оние 120 кои што ќе ни ги понуди партијата. Ете и ексклузивитетот на партијата, да ни ги понуди кандидатите, меѓутоа ние треба да бидеме тие што знаеме кого сме заокружиле, за утре да знаеме да бараме одговорност. А вака, колективна одговорност, партијата сгрешила, па овој е крив, па тој не е крив, многу тешко може да се оформи мислење за следните избори. Благодарам. Повелете, представете се. Сите, сакав да прашам зошто на локалните избори им се дава можност на исти лица да добијат повеќе пати мандат и дали мислите вие дека тој број треба да се ограничи? За градоначалниците практично кои што се кандидираат по трет, па некои можеби по четврти мандат, кои би сакале, што е навистина принципиелно прашање, ако председателот не може да се кандидира повеќе од 2 пати на државата, дали ова треба да важи за државата? Во овој момент нашето законодавство не дава ограничување на бројот на пати за кои што еден кандидат може да се кандидира за градоначалник или за член на совет. Значи, бесконечно многу пати може еден ист кандидат да биде кандидат за градоначалник или за членови на совет. Додека немаме измени во законодавството во оваа насока, не би можел на ниту еден друг начин да се ограничи пристапот до кандидатура на било кој од кандидатите. Добро, едно толкување, да речеме, од аналитичарите наши, грасионски мислители, вие искуствено дека треба да се ограничи овој? Сметам дека од оно искуство до наминато што ги имам, дека мандатите, како што стојат во законот неограничени, е нонсенс неприфатливо. Од аспект дека со 1-2 мандати сметам дека е доволно на еден градоначалник, па дури и на советник, да биде на една таква функција, имајќи ги во предвид сите активности кои што следат на изработката на она што е потребно за една локална единица или било што треба да се направи внатре. Од тука сметам и предлагам да сепак треба да постои ограничување на мандатите кои што се даваат на локално ниво. Што би рекол Заев, еве можност да се отвори дебата за некое прашање. Повелете. Здраво, јас сум Марио и имам едно прашање кон гостите во студиото. Значи, пред сите избори имаме меѓуетничка нетрпеливост. Дали се користат младите како манипулација за изборни цели? Па, тоа се случува често, да. Можеби сега не го видовме овие избори, затоа што веројатно имаме порелаксирана политичка ситуација. Возило за тоа сега се референдумите, а секако дека како што ќе се приближува датумот на изборите, ќе може слободно да очекуваме вжештување на атмосферата, а инаку младите се злоупотребувани многу перфидно во текот на сите изборни процеси. За жал, оваа земја од своите млади прави политички запчаници, наместо да им даде простор за креативно изразување, за растење во една демократска атмосфера земја. Меѓутоа, политичките партии се крајно бескрупулозни и тие едноставно не име проблем да злоупотребат млади
луѓе во политички цели и тоа е една тажна ситуација која многу зборува за политичкиот морал на политичките партии. Благодарам. Повелете? Здраво, јас сум Никола. Сакам да прашам дали сакам да прашам дали постои Да, пред това ми рековте можност за коалиции, дали постои, тоа ми беше... Дали дали има тајни договори помеѓу политичките партии и колку би било тоа етички и сакам да прашам и зошто коалициите не се јавно достапни? Да, тоа е во контекст на она што се вели партиите ќе гласаат една за друга на изборите, што секако не е сосема до крај логично да се очекува, бидејќи гласачите не се кутија па да ги ставиш во гласачкото. Така е, дали постојат тајни договори, ние не знаеме, инаку не би биле тајни, но во секој случај некои постапки на политичките партии на политичката палета деноиве може да се види дека тие имаат тајни договори. Едноставно една партија и помага на другата со тоа што или нема да истакне квалитетен кандидат, едноставно го гори и својот кандидат заради тоа што лидерите се договориле меѓу себе. И тоа не е фер. Јас се согласувам со констатацијата која се гледа во тоа прашање, дека не е во ред и како што Чедиковски кажа, не се гласачите обични предмети па да се стават во гласачките кутии. За жал и на овие избори го гледаме тоа како пракса на политичките партии, тајно да се договараат меѓу себе, меѓутоа се надевам дека политичката култура е доволно висока, па овие чекори да се препознаат. Добро, но има и уште едно прашање во овој корпус, да речам. За прв пат имаме партии што ставаат кандидати за градоначалници од друга националност, условно речено, од немакедонска или можеби и од неалбанска, што значи малку се менува целиот наратив на овој дел од изборите, бидејќи до сега тоа беше многу стрикно поделено помеѓу партиите. Јас тебе, ти мене, ти ми дадеш. Поетичка основа, да. Во право сте, тоа изборите 2016 година, ако ништо друго, барем по ова би требало да се запомнат во историјата на Република Македонија, како избори на кои се одважија гласачите да гласаат вон етничките табори и да гласаат за партија која не е условно кажано од нивната етничка заедница. Тоа очекуваме да го видиме и на овие локални избори во мал размер, за жал, очекував повеќе, а секако очекував и малку повеќе родов баланс барем на локалните избори, меѓутоа за жал и тоа не го видов. Уште едно прашање од публиката. Зошто имаме голем одлив на млади луѓе кои одат во странство, кои изборите воопшто не ги интересираат, туку се стремат само кон избор со подобар живот? Герасимовски? Во главном познати се причините за иселувањето од земјата во најголем број на младите, кои ще барат својата иднина дали на студијски престои, дали на работа во странство, од економски и социјални причини. И тие секако заминувајќи надвор или општо земено на изборите учеството, бидејќи имат право да гласат во соодветната земја каде што престојуваат или работат, да гласат во одредена дипломатско-конзуларни представништва во нашите амбасади кои што ги има. Имајќи во предвид различни причини, може да има и проблеми, дали ќе оти да гласа или не, прво од личниот интерес, второто од далечината на конзулатот, далечината на амбасадата и така натаму, да пропатува и така натаму, и последниве парламентарните избори предвремени покажаа дека во диаспората има многу слаб одзив на гласачи кои што таму, а поготово тоа се од младите, односно младата категорија кои што се иселуваат. Интересот нивни е сепак во овој момент или досега што ја барат својата иднина надвор, реков, од тие економски и социјални причини, но за тоа државата ќе треба да преземе соодветни мерки кои што во иднина не би идело така. Само да појасниме, на локални избори не се организира гласање во дипломатско-конзуларните представништва, за да не створиме забуна кај граѓаните. Секој оној кој што без разлика дали е регистриран на списокот за гласачи во странство или на домицилниот основен список, ќе мора да си дојдат во Република Македонија и на местата каде што се регистрирани за гласање да гласат. Покажем пример. Добро, почитувани, ви благодарам што бевте тука гости. На крајот, вообичаено, сакам да ги видиме поинтите од денешната емисија.
дел од градоначалниците и на минатите парламентарни и на сегашните локални избори го прекршуваат членот 8 од изборниот законник со тоа што после денот од кога важи забраната за промоција на нови проекти, тековни проекти или отварање на градежни работи или каков и да е друг тип на промоција, тоа го прават. Оваа година навистина подучени од претходното искуство, пак ќе речам, многу се посветивме на концептот на едукација на изборните органи. Имаме нови разработени прирачници за едукација. Овие референдуми се отвараат сериозни преседани кои и во правната сфера, освен во политичката, можат да предизвикаат сериозни турбуленции. Морталитетот опаѓа и воглавном умрените лица се сепак на поголема, повисока старосна граница, отколку оние што се до 18 години. Според тоа, аналогијата е дека бројот на умрените е поголем во однос на повозрастни од помладите. Да, тоа беа поентите на вечерашната емисија. Дебатиравме речиси час и половина за тоа што можеме да очекуваме од изборите. Кусо, нека биде фер, нека бидат кредибилни, Гугучевска? Точно така. Во име на Државната изборна комисија ќе се дозволам да ги повикам сите учесници на изборите да се придржуваат до Кодексот за фер и демократски избори. Сите чинители во изборите да соработуваат меѓусобно, бидејќи фер и демократски избори се наша заедничка цел и заеднички интерес, и секако да ги поканам гласачите да се информираат за своите права, пред се во Државната изборна комисија, понатака и во граѓанските организации кои им стојат за тоа на располагање, и да излезат на 15 октомври слободно и тајно да го дадат својот глас за според нивниот личен избор. Благодарам. Ние ги повикуваме институциите и Државната изборна комисија особено да профункционираат на тој ден на гласањето и се разбира во текот на предизборната комисија, а оние што имаат проблеми нека се јават во невладините организации кои се овде, меѓутоа и на другите кои се бават со ова, и да пријават нерегуларности. Алексов? Имаме два клучни момента во овие избори. Едниот е одвојување на државата од партијата, а другиот е начинот на кој што ќе се спроведе самиот процес. Јавната администрација, државната администрација и на централно и на локално ниво несомнено е вклучена активно во целиот овој изборен процес. На секој од нив, и на централно ниво, и на локално ниво, мора да им биде јасно дека постапување спротивно на закон, злоупотреба на државни ресурси, непостапување по процедура на гласање и така натаму, предизвикува сериозни последици, па дури и кривична одговорност. Наша задача и наш план е во наредниот период да пробаме да опфатиме што поголем број од овие луѓе, прво, за да ги информираме, да ги едуцираме, да станат свесни за оваа појава, а потоа да видиме дали истите тие работи ќе може да ги аплицираат. Герасимовски, Кусо, со вас ќе разговараме веројатно на други теми, пописи и така натаму во некои од следните емисии. Очекуваме подобар изборен процес од сите секако сегашни. Изборен процес, фер, демократски, кредибилни, чисти избори. Од тука што беше наговестено, тоа е многу е битна суштина да на мобилизација на институциите во системот делуваат согласно своите законски прописи. Почитувани, ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, вие останете со телевизија 24, се гледаме следниот вторник во истото време. Пријатно.